Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисименада. Во нив ќе гледате. Екипи од паркови и зеленило започнаа со решавање на проблемот на булеварот Маршал Тито во Тетово. Реакција на жителите за големата количина отпадоци во близината на градскиот пазар во Тетово. Амбасадорката на Црна Гора Марија Петровиќ оствари средба со градоначалникот на Гостивар Арбен Таравари. Жителите од улица Маршал Тито во Тетово, а и оние кои поминуваа низ неа, со месеци се жалеа на непријатната миризба од птиците и големите гранки на дрвјата. Денес екипи од паркови и зеленило започнаа со решавање на проблемот. По нашата објава на реакциите на граѓаните за непријатната миризба која се ширеше на улица Маршал Тито во Тетово, нашата камера денес ги регистрираше активностите кои се спроведуваат за решавање на тој проблем. Големите гранки долго време не беа подкастрени, а граѓаните реагираа за нечистотијата и смрдејата долж улицата. Тетовци велат потребни се дрвјата, но редно беше да се подкастрат за да се реши досегашниот проблем. Дрво е корисно многу, али сега ако треба да се окрасти, да се среди, треба да се среди, да се уреди работата. Зашто тоа кога го ставиш ќе зафати многу, а да го има, треба да го има. Па да ви кажам, ја одамна не сум поминала тука, а баш ми е мило што се средило и така. Мислите дека сега ќе биде подобро? Па нормално, ама сепак и дрвјата го прочистуваат воздухот. Имаше и гласи и све што не треба да видим, а? Сега мислите дека ќе биде подобро? Треба да биде. Подкаструвањето го извршија екипи од паркови и зеленило, кои информираа дека ќе продолжат и утре со истите активности. Жителите од стамбените згради во близина на градскиот пазар во Тетово и пензионерскиот дом се жалат на големата количина отпадоци и непријатна миризба која се шири под нивните прозори и влезови. На таа уличка има само 2 контејнери кои според граѓаните не се доволни за задоволување на потребите на целата населба. Отпадоци долж цела улица, остатоци од коски од животни, смет пред приватни гаражи на граѓани. Ваква е сликата во населбата во близина на градскиот пазар во Тетово, покрај пензионерскиот дом. Контејнерите речиси секогаш се преполни, а жителите велат дека не се издржува и непријатната миризба. Свеста за комуналната хигиена изгледа дека воопшто ја нема, ниту кај граѓаните, ниту кај надлежните, вели Елена Мишковска, која е жител на една од стамбените згради во околината. Некој ќе рече дека ова не е единствена гледка. Нас поваѓам од тука, бидејќи тука живеам и секој дневно чекорам. И не знам што се треба да пречекорам за да влезам во дворот пред зградата. Кажете ли ми дали се доволно да ги задоволат потребите за отстранување на ѓубрето од домаќинствата на сите овие околни згради? Затоа што тука не се фрла ѓубре само од 2 или 3 згради, туку се фрла ѓубре од сите околни згради и од продавниците кои што тука се наоѓаат. Смет фрлаат и трговците, чии продавници се наоѓаат во близина. Нивните коски што ги фрлаат од сувомеснатите производи, од свежото месо и сите отпадни работи во нивните продавници, кучињата ги разнесуваат, затоа што тоа не е складирано како што треба да е складирано и да се отстапи во самите контејнери, туку се фрла околу контејнерите. Освен отпадоци, улицата е блокирана и од голем број на паркирани возила. Се работи за доста фреквентна, но тесна уличка која води до градскиот пазар во Тетово. Од општината информира дека редовно се врши празнење на контејнерите. Оттаму апелираат и на поголема јавна свест кај граѓаните со цел почиста средина за сите жители. Амбасадорката на Црна Гора Марија Петровиќ денес беше во посета на општина Гостивар и оствари средба со градоначалникот Арбен Таравари. На средбата се разговараше за развивање меѓусебна соработка во разни области, како и за состојбите со COVID-19.
Продлабочување на соработката, разгледување на можностите за заеднички проекти, како и состојбите со COVID-19, беа теми на разговор на средбата меѓу амбасадорката на Црна Гора, Марија Петровиќ, и градоначалникот на Гостивар, Арбен Таравари. Амбасадорката беше гостинка во кабинетот на првиот човек на Гостивар со дел од својот тим. Мени е част и задоволство што сам данас у посети општини Гостивар. Чест и задоволство ми е што сум во посета на општина Гостивар и што со градоначалникот имаме можност да ги разгледаме моделите и начините за продлабочување на натамошната соработка. Билатералните односи меѓу Црна Гора и Северна Македонија се одлични, но секако приоритет треба да ни биде унапредување на соработката на локално ниво. Токму и затоа сум тука, да разговараме кои опции постојат за идно економско, културно и севкупно поврзување на локално ниво. Имаме добар разговор кој што на крај ќе оди во правец на соработката на општина Гостивар и некоја од општините во Црна Гора. Се надевам, ние како општина имаме соработка со повеќе општини во регионот, можеби од ретките држави со која што за сега и до сега немаме никаква соработка како општина. Се надевам во иднина да имаме некаква соработка. Денешната посета беше прва официјална посета на Гостивар на црногорската амбасадорка Петровиќ. 5000 заштитни маски за учениците кои ќе следат настава во училиштата денес донираше One Hospital од Тетово. Од секторот за јавни дејности велат дека се прават последните подготовки пред почетокот на новата учебна година. Во пресрет на новата учебна година, училиштата од Тетово добија донација од заштитни маски. One Hospital од Тетово обезбеди 5000 маски наменети за учениците од прво до трето оделение, кои ќе следат настава со физичко присуство. Денес истите беа донирани на директорите на основните училишта. Се подготвуваме за да имаме успешен почеток на учебната година, имајќи ги предвид и протоколите и здравјето на учениците. Имаше една понуда од One Hospital за да им се обезбеди маски за сите ученици кои што ќе почнат со настава со физичко присуство и денеска имаме прием на маските од страна на донаторот. Со тоа ќе се обезбеди маски за сите ученици кои што ќе почнат со физичко присуство да ја следат наставата од прво до трето оделение. Што се однесува до другите подготовки, исто така се почитуваат сите протоколи и се надеваме дека од 1 октомври ќе имаме успешен почеток на учебната година без никакви застои. We donate 5,000 pieces mask for students and their families to be used in this new period. Дониравме 5000 заштитни маски за учениците што ќе ги користат кога се на училиште. Пандемијата со COVID-19 продолжува да се шири многу брзо, така што ние имаме одговорност кон заедницата како една од поголемите болници во западниот дел од земјата. Веруваме дека наша врска е да го зачуваме здравјето на населението. Сакаме да соработуваме со општината и им благодариме за можноста да помогнеме. Инаку во општина Тетово настава во училница и според здравствените протоколи ќе следат само учениците од прво до трето оделение. Од секторот за јавни дејности вела дека се уште немаат одговор од ресорното министерство на барањата за физичко присуство на 5 училишта. Министерката за образование и наука Мила Царовска денеска истакна дека ќе се совладаат препреките со националната платформа за онлайн учење. Да не ги дискриминираме наставниците кои што се повозрастни. Јас навистина ми е важно да немаме никаков тип на дискриминација и во мојата комуникација и во односот со јавноста. Затоа што имаме возрастни наставници кои што многу знаат и кои што многу можат, независно алатката ќе се совлада, но тие како педагози се многу добри и своето знаење и грижа го пренесуваат и преку екранот. Имаме и помлади кои што заради различни работи едноставно не се доволно мотивирани и не даваат толка влог. Така, јас би сакала да постигнеме еден стандард кај сите наставници и тие ќе се снајдат и повозрастните и помладите. Во однос на децата кои што немаат компјутери, јас стварно сакам сите да имаат компјутери и да сме ние друго ниво на стандард во државата и се борев за тоа. Затоа имаш и образовен додаток и детски додаток, иако многу ме критикувавте зошто трето дете го кратам, а го ведувам образовен и детски додаток.
со цел да сите деца кои што се од пониските социјални слоеви во даден момент да може да имаат еднаков старт. Токму за тоа зборував, еве денеска ни доаѓа тоа, дека навистина децата кои што немаат еднаков старт ќе имаат одложено или подоцнежно развивање во образовниот систем, но ние во програмата и во планот со ресурсите кои што ги имаме денеска, состојбата која што ја начекуваме, вонредните ситуации кои што ги гледаме секој ден, обезбедуваме да тие добиваат материјали од училиштето, да бидат во училницата присутни. Следуваат информациите од полицискиот билтен на СВР Тетово. Во него измама, физички напад и приведени лица. Вчера 75-годишникот Тетовски пирог во СВР Тетово пријавил дека пред околу 2 недели додека чекал превоз од пирог за Тетово, за да ги одјавил регистерските таблици од неговото возило. Му се доближило непознато лице со возило со тетовски ознаки и му рекло дека ќе ги одјави таблиците ако му даде 2500 денари. Тој се согласил, му ги дал бараните пари и една таблица, но потоа утврдил дека таблиците воопшто не му биле одјавени и дека измамен. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот. 29 годишен тетовец пак вчера пријавил дека додека бил на работното место во Тетовско основно училиште, физички бил нападнат од 55 годишна тетовка со чија ќерка претходно бил во љубовна врска. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот. Од полицијата информираат и за приведување на 40 годишен тетовец осуден на затворска казна за сторено кривично дело невластено производство и пуштање во промет наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори. Тој бил спроведен во казнено-поправната установа Идризово во Скопје за издржување на казната. Приведен бил и 23 годишен косовски државјанин поради илегален влез во земјата. Во рамките на засилените контролни активности кои со несмалено темпо се реализираат овој месец во Тетово, покрај другото биле откриени законски санкционирани 8 лица кои ги управувале возилата без положен возачки испит и валидна дозвола за тоа. На овие и другите прекршители изготвени им се соодветни поднесоци и ќе се соочат со предвидените парични глоби. Средношколците и просветниот кадар во медицинското училиште во Гостивар денес му одадоа почит на прерано починатиот другар и соученик Ахмет Хакан Шамверди од Турција. Ахмет Хакан, кој годинава требаше да биде матурант, го загуби животот неодамна во сообраќај на несреќа во родната земја. На комеморативниот собир кој започна со едноминутно молчење, се обратија заменик директорот на училиштето Дауд Байрами и професорката Себил Ханджи, која му била класен раководител. Kendisi bizimle birlikte koskoca 3 yıl geçirmiş ve ardından Нашиот ученик од овој свет замина многу млад. Оваа трагична вест многу не погоди сите нас. Тој вечно ќе остане да живее во нашите срца и молитви. До семејството упатуваме длабоко сочувство. Hakka'nın sınıf öğretmeni olarak bugün veda töreninde acımızı paylaşıp bizi yalnız bırakmayan Некогаш зборовите не се доволни да се искаже се. Овој ден не остава без зборови кои може да ја опишат нашата болка. Го испративме пред време нашиот ученик кој имаше добро срце и душа и однесување за пример. Никогаш нема да го заборавиме. На комеморацијата присуствуваше и делегација од општина Гостивар. Во спомен на загинатиот ученик, градоначалникот Арбен Таравари во дворот на училиштето засади дрвце, а беше положен и букет цвеќе. Ахмет Хакан Шанверди во Гостивар дошол за да се образува во средното медицинско училиште. По кратко боледување почина истакнатиот новинар Енвер Шаља. Долги 42 години, се до својата пензија, Шаља работеше за дневниот весник на албански јазик Фљака Евлазримит, како и за низа други медиуми. Неговите колеги го опишуваат како вистински професионалец, кој секогаш известувал навремено, квалитетно и објективно, како човек кој секогаш знаел што и каде се случува во Полошкиот регион и транспарентно ја известувал публиката. Енвер Шаља имаше 72 години. Ждрепката за осмина финалето од Купот на Македонија одлучи Шкендија да игра против Гостивар, додека Ренова ќе игра со Пелистер. Надпреварите ќе се одиграат на 21 октомври.
Денес во просториите на Фудбалската федерација на Македонија беа излечени двојките за осмина финалето од Купот на Македонија. Екипата на Шкендија на домашен терен ќе игра против второлигашот Гостивар, додека Ренова исто така на домашен терен ќе се сретне со Битолски Пелистер. На останатите надпревари ќе играат Академија Пандев Вардар, Македонија Ѓорче Петров Каменица Саса, Шкупи против Китгол Пехчево, Кожув Силекс, Струга Работнички и Брегалница Штип Беласица. Поради пандемијата на COVID-19, Фудбалската федерација на Македонија го промени форматот на Купот на Македонија за оваа сезона. Годинава се до финалето ќе се игра само по еден надпревар, наместо како до сега со ремаш надпревари. Доколку некој од надпреварите заврши нерешено, ќе се изведуваат директно пенали. Домаќинот се одредува со ждрепка. Надпреварите од осмина финалето ќе се одиграат на 21 октомври со почеток во 14 часот и 30 минути. Почитувани гледачи, тука е крајот на вестите. Ви благодариме на вниманието и останете со нашата програма. Пријатно!